Источнопланскиот регион активно работи на проекти кои треба да бидат реализирани оваа година. Од тие проекти можеме да издвоиме реконструкција на старечкиот дом доктор Иван Влашки во општина Берово, кој што е предвидено проширување на капацитетите за 28 корисници. Во првиот квартал од оваа 25 година очекуваме да биде подпишан договорот од прекограничната програма со Бугарија за интегриран културен развој, во која се очекува почеток на реализација уште на неколку други проекти, односно овие проекти ќе бидат за адаптација на сместувачките капацитети во Бања Кежовица, реконструкција на планинарски дом Црн врв во Пробиштип, изградбен рекреативен терен во Кочини, односно кај браната градче, како и реконструкција на традиционална куќа во Штипско Новосело. Како центар за развој на регионот, нашата обврска во овој проект ќе биде да започнеме со изработка на регионална стратегија за зелена инфраструктура, од која подоцна ќе произлезе изградба на паркови површини во општина Штип. Кога проектите ќе бидат реализирани? Конкретно, како што кажав, за старечкиот дом проектот е во завршна фаза, се очекува набавката на стоките и материјалите кои што ги споменав, додека за другите проекти се очекува во првиот квартал од оваа година да бидат започнати, односно се прават последните административни подготовки за започнување на реализација. За најмногу 10 дена Источниот плански регион ќе знае со колкав буџет ќе располага годинава, пошто и ќе се издвојат проектните приоритети. Наредната недела треба да биде донесена програмата за регионален равномерен развој за 2025 година. Целата програма е нешто над 200 милиони денари. По нашите проценки, Центарот за Источнопланскиот регион ќе го следуваат приближно 30 милиони денари за реализација на проекти. Источниот плански регион средствата ги добива од државниот буџет врз основа на програмата за рамномерен регионален развој. За нив општините конкурираат со проекти, пошто врз основа на интерни критериуми тие и се распределуваат.